Да, почнуваме со емисијата, како што најавивме, Нола Исмаиловска Старова, која е национален координатор за регионална соработка и европски интеграции. Господи Старова, добре дојавте во студио 10. Добре најдов. Зборуваме, пред секога зборуваме за овие за регионална соработка, ајде да речеме, но и за европски интеграции, комплементарно е. Зборуваме за процесот Отворен Балкан. Процес кој веќе тече, иако на почетокот имаше доста прашања околу него отворени. Гледаме дека процесот не застанува, продолжува. Напротив, па малку сакам да позборуваме за тоа кои се сега предностите, но и предизвиците во овој процес. Најново е она што се потпиша е дека трите земји кои учествуваат во иницијативата, Северна Македонија, Србија и Албанија, потпиша еден договор со кој сега се овозможува веќе флуктуирање на работната сила, значи луѓе од Македонија може да работат во Србија и Албанија и обратно. Па еве да почнеме со ова. Што значи ова? Како функционира? Што треба да направат луѓето кои сакаат да ги остварат тие права? Благодарам, тоа беше мојот прв проект на кој што работев, меморандумот. Се почна од еден меморандум за да овозможиме слободен пристап до пазарот на труд, па се воочи дека е потребен договор, се работеше на техничкото решение и конечно може да аплицираат луѓето. Впрочем е многу едноставно. Сега за македонските граѓани да објаснам првично, дека влегуваат на нивниот профил на услуги и веднаш една од работите кои што се листа е да се извадат Отворен Балкан, број за идентификација за Отворен Балкан, тоа автоматски се добива, па ако се заинтересирани за работа во Србија или Албанија на нивните портали за услуги, се најавуваат и треба максимум 30 дена, тоа се безбедносни проверки кои што се вршат во другите држави, исто и кај нас кога аплицираат од Србија или од Албанија луѓето. И понатаму една од најголемите предности не е само што конечно ги тргаме долгите бирократски процедури за работни дозволи, кои што иако има некои ограничување, експертите од работните групи ни воочиле дека некогаш знае да трае тоа и неколку месеци. Сега тоа е автоматски и дополнително не се вади нон-стоп, туку 2 години имаат право на слободно движење, што е исто и една од фундаменталните основи на Европската Унија. Мислам, со овој проект сме посебно горди баш поради тоа што слободата на движење и слободата на пазарот на труд, мислам дека се многу важни за зголемување на конкуренцијата, за зголемување на платите и за поголем квалитет. Значи, ајде вака да објасниме. Ако го добиете вие тој идентификационен број за Отворен Балкан, еве кај нас, за македонски граѓани, но важи и обратно нормално, вие го добивате и потоа вие одите да речеме во Србија или во Албанија, сакате да работите таму, аплицирате, предпоставувам, и потоа вие работите нормално како граѓани на тие земји. Да, од моментот на вработување тогаш веќе важат нивните закони. И кај нас исто. Исто и кај нас, да. Значи сте си како вработен таму. Ова е отприлика нешто како да речеме европскиот пазар на труд. Да. Нешто слично. Но да, самата идеја е потикната, како да кажам, од тоа како функционира во Европската Унија и согледавме дека е многу важно не само за регионалната соработка, туку е многу важно и за зголемување на бројот на инвестиции, затоа што кога разговарате со странски инвеститори, многу е различно ако имате 2 милиони пазар на труд и ако имате 10 милиони пазар на труд. Да, тоа е едно од прашањата, значи ова веројатно дека треба да помогне за тие странски инвеститори, бидејќи знаеме дека досега оние компании кои доаѓале во Македонија да инвестираат пред се во индустриските зони, еден од најголемите предизвици им е наоѓање на потребна квалификувана работна сила, но и на помалку квалификувана. Еве таков е примерот со автопатот со коридорот 10 на Бехтел и Енка и со останати големи проекти каде што едноставно нема работници доволно. Ова претпоставам дека треба да влие позитивно и врз тие странски инвеститори. Нас ние воочено и од луѓето кои што се занимаваат со инвестиции и од експертите во таа област дека помага во самото преговарање за странски инвестиции, но истовремено мислам
дека посебно за помладите дека е предизвик некогаш и да го променат местото каде што се во моментот, па да отидат да пробаат да работат во друга држава, или се случува и сега има такви примери каде што една иста инвестиција има и во Македонија и во Србија. Но сега тоа би било уште поврзано, па имаше дури и идеи можеби во идните чекори би било тоа за настапување заедничко и за привлекување на странските инвестиции. Секако дека се надеваме дека оваа ротација и оваа можност ќе помогне, иако сме свесни дека и во нашите партнерски држави предизвиците се горе-доле слични, но има и други иницијативи кои што се дел од Отворен Балкан, како што беше поминувањето на патарини. Сега се најавува дека и Грција ќе се приклучи кон МТАГот, соработката во туризмот, во културата имаше представување на неколку представи заеднички, на композитор. Имаше многу работи кои што се случи и тоа што го согледавме, ако на почетокот ние ги координиравме луѓето кои што беа номинирани од нашите институции, веќе институциите комуницираат сами меѓу себе. За мене лично беше изненадување дека дури и високите представници владини не се познаваат толку добро меѓу себе, а во моментов веќе имаме скроз изменета слика каде што тие веќе немаат потреба, процесот е веќе поставен, институциите и сами водат комуникација. Посебно можам да истакнам во земјоделството, за таму и многу компании знаат да се јават и да кажат дека навистина им е побрзо и олеснато тоа признавање на сертификати. И кога веќе имаме неколку позитивни примери, се враќам на почетокот на прашањата, кога има веќе позитивни примери, мислам дека и луѓето позитивно ќе гледаат и на оваа можност за слободен пристап. Имаме ли некаков податок за граничните прејавини, бидејќи на почеток кога почна да функционира Отворен Балкан, лентата за Отворен Балкан, имаше некои критики дека таа не функционира баш добро. Како е сега? Како е поминувањето на граничните премини во однос на иницијативата? Во однос на иницијативата, тоа што е за транспорт, има сами испитувања дека оди побрзо, како што кажав и самите компании се доста задоволни, а во однос на поминувањето на луѓето, тоа е идеја на која што треба дополнително да се работи. Првиот чекор беше воведувањето на One Stop Shop или за станување еднашка наместо два пати. И наредно се планира експертите да размислат како имајќи ги предвид безбедносните предизвици и слично, да може уште побрзо и послободно да се движат граѓаните, како да се програмираат системите. Имаше комуникација на ова тема. Очекувам во текот на оваа година да има поместување и поднос на ова прашање. Да, сега да ја видиме малку и другата страна на паричката, во однос на да речеме предизвиците. Македонските стопанственици, еве од Сојузот на стопански комори, велат дека Северна Македонија нема добри економски резултати и дека може да има дополнително одлевање на работници во соседните земји. Значи, ова е оној контрааргумент дека во ред е тоа флуктуирање, но ние и онака имаме недостаток на работници, ова ќе создаде дополнителен недостиг. Видите, не се согласувам целосно со ова тврдење, затоа што економските показатели може на неколку различни начини да се анализираат и да се пресметува за големините на платите. Например, кога зборуваме за инфлацијата, баш сега скоро читав едно истражување каде што во регионот само Грција е подобро од Република Северна Македонија, 2,9, ние сме 3, знам дека Србија е нешто над 6, Албанија 3,4 или 3,5 беше. А дополнително и трошоците за живот се различни во државите и лично сметам дека можноста за движење е секогаш создавање конкуренција и дека тоа и нашите стопанственици, нашето општество ќе ги тера да нудат подобри услови, да се поиновативни, затоа што надпреварот не прави сите подобри. Мора да сме свесни дека и досега не беше дека луѓето имаат синџи и не може да отидат во Србија и Албанија, само процедурите беа можеби малце
подолги или покомплицирани, но не беше невозможно. Баш мислам дека мерката е добра и за работници кои што знаеме дека требаат во угостителството. Мислам дека за Србите Охрид, Струга се доста привлечни, за некои млади луѓе од Елбасан исто така, можеби за некој од Србија е привлечен Драч, за некој е Копалник. Но мислам дека кај младите, а тоа е баш дел каде што се соочуваат со предизвици, но кога ќе имаат нова можност, мислам дека ќе биде попривлечна и за нив. И во моментов и многу развиени држави, поразвиени од нашата, ќе кажат, па добро, од Германија одат во Швајцарија, од Швајцарија одат во Америка, од Америка некогаш одат од Швајцарија, тоа е слободата, тоа мислам дека не треба да не плаши, напротив, дека треба да не инспирира и да се навертам за тоа, дека кога ќе се стават сите трошоци за да се пресмета, ни една од другите две држави нема толку повисоки плати од колку кај нас, но ќе отвори нови можности. Во секој случај мислам дека проектот ќе отвори нови можности и дека ќе биде нова инспирација за компаниите да бидат што подобри, поконкурентни. Ке имаме ли статистика според има ли инструменти во самата иницијатива подоцна да знаеме на пример колку работници од кај нас се отидени во Србија, Албанија и обратно колку дошле кај нас, за да имаме таква некоја статистика, показатели. Го возможува ли тоа иницијатива? Да, го возможува иницијативата. Кај нас информациите ќе ги има Министерството за информатичко општество и администрација, но во моментов е малку рано да се зборува за тоа заради периодот за безбедносни проверки кој што го спомнав на почетокот од 30 дена. Само што почна значи, тоа, сега ако си извади некој од Србија идентификацијски број за Отворен Балкан или OBI на скратено, и тие аплицираат кај нас за слободен пристап до пазарот на труд, таа информација оди до МВР, тие си ги прават со Агенцијата за национална безбедност потребните безбедносни проверки и после тоа тие добиваат можност за единствен матичен број за странец, како што сега добиваат во една друга процедура луѓето од други држави кои што работат во нашата. Така да за месец дена би ги имале првите конкретни бројки, но знам дека во моментов има околу 800 во државите кои што веќе го извадиле OBI. Значи околу 800. Што го извадиле? Дали сите тие аплицирале за слободен пристап до пазарот на труд, таа информација ќе имаме за 20-30 дена. Да. Сега зависи колку брзо ќе се обработуваат, колку брзо ќе течат тие безбедносни проверки. Од институциите ни кажат дека најверојатно ќе биде помалку од 30 дена. Можеби ќе оди подолго кога ќе има поголем интерес, што очекувам да биде во пресред на летото за кај нас. Сега знам дека од тие 700 или 800 дека 100 веќе има аплицирано за слободен пристап до пазарот на труд во Република Северна Македонија, што ги имам информациите, секако дека ќе ги објавиме. Да, добро, ова се навистина почетоци, сами почетоци на овој начин на имплементирање. Во однос на Отворен Балкан сам по себе, и кога беше представен и потоа дел од државите кои требаше да учествуваат во него, како што се Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, кои од разни причини не учествуваат. Имаше изјави од тамо дека па дури од самите учесници на иницијативата, значи на премиерот на Албанија Еди Рама, дека иницијативата нема да биде комплетна без сите држави, но гледаме дека некако сепак се турка, продолжува, дека не замрува, ајде да кажам, и дека за тоа има поддршка од меѓународната заедница. Значи и покрај неучеството на овие држави гледаме дека опстојува Отворен Балкан. Видете, мислам дека секој од нас би бил посреќен ако се сите 6, тогаш автоматски мерката добива поголема димензија, подобро е застапанствата на сите 6, но и 3 е подобро од 0, тоа често сите знаеме да го кажеме. Мислам дека поддршката на меѓународната заедница беше заслужена, а не дадена од самиот почеток, затоа што на почетокот имаше поголема скепса, но кога почна да се случуваат проектите и кога почна да се гледаат резултатите од
тие, да кажам, што се со бројки, што се анализираат преку бројки и такви анализи, мислам дека тогаш веќе се доби наклонетоста и ние сме навистина внимателни во однос на тоа дека остануваме отворени за сите. Има неколку примери кај што првично во Отворен Балкан се направи согласувањето за признавање на дипломите, а потоа 6 се договорија за истото во Берлински процес. Јас би била навистина среќна без разлика на кој начин сите 6 да се вклучат во слободниот пристап до пазарот на труд, затоа што тогаш сите добиваат, затоа што како што расте конкуренцијата, како што расте изборот, расте и квалитетот. Тоа се докажало низ примерот на многу регионални соработки на самата Европска Унија, а кај нас и во минатото дури државното уредување само било такво каде што соработувале, живееле на различни места и други, да речеме, критики за самиот процес е дека прво дека се преклопува со други слични процеси, како што е Берлинскиот процес, дека тука се преклопуваат двете иницијативи, имаат слични цели, но и дека на некој начин со форсирањето на Отворен Балкан од страна на меѓународната заедница, дека на некој начин се компензира членството за Европската Унија за регионот. И на таков начин и се одоговлекува. Видите, лично мислам дека ништо не може да го компензира членството во Европската Унија. Тоа е определба на многу голем број на нашите граѓани. Тоа значи поголем квалитет, поквалитетни реформи. И никој мислам дека посебно во овој проект не е застранило тој пат, баш напротив, секогаш амбасадорите на Европската Унија, самиот еврокомесар за проширување се поканети и биле и гости во Охрид, беше и Вархели, каде што го поздрави самото функционирање. Не мислам дека е замена, но мислам дека е еден позитивен пример дека некои работи знаеме и сами да ги завршиме, дека не треба секогаш да имаме одбранен дефетистички став, дека за се ни треба помош. Баш ова е позитивен пример дека нешто успеавме по нормите кои што ги има Европската Унија да го направиме и ние. Видете, ако зборуваме за регионални иницијативи, нема само две, има 100, може би и повеќе од 100. Вкупно може би се по-актуелни Берлинскиот процес и Отворен Балкан, баш заради членството во Европската Унија, но имаме и ЦЕФТА, РСС и така натаму мислам дека јас без документ пред себе не знам да ги набројам сите, иако ми е во делокругот на работа. Мислам дека она што е важно е како ќе функционира проектот кој што и граѓаните и компаниите оцениле дека е добар за развојот на државата. Тоа што мене лично, на колегите кои што работат на ова и на сите луѓе кои што биле вклучени, тоа се луѓе од институциите кои што се препознаваат затоа што во многу досега иницијативи работеле заедно. Тие веќе многу лесно соработуваат, знаат, точно може да ми укажат што ќе биде предизвик, како мислат дека може да се надмине. Мислам дека таквите предизвици полесно дека се надминуваат, зашто баш беше природна таа соработка и комуникацијата и желбата нешто да успее и можеби го чувствувавме како свое, затоа што си го почнал и си го завршил во не толку долг период како што знаат некои работи да речат. И не мислам дека една иницијатива е неопходно да се исклучува со друга. Секоја иницијатива која што ги има тие цели, а мислам дека тие цели на целиот регион се горе доле исти, дека ќе биде корисна. И нова некоја иницијатива, ако има, која што ќе носи културен напредок, економски образован и така натаму, не може тоа да биде лошо во никој случај. Да. Добро, и за крај, што е следно за Западен Балкан? Кои се следните чекори? Па откако ова ќе го завршиме, мислам дека наредно имаше иницијатива за понатаму тој OBID да носи и други поволности, да и предпоставуваме слободен проток на луѓе, на крај дека тоа е крајната цел. Слободниот проток на луѓе, јас мислам дека тоа треба да биде целта кон која што треба да
тежнеме да се надминат тие безбедности прашања кои што се појавија во процесот, затоа што сите знаеме дека тоа како идеја е на маса од самиот почеток. Мислам дека е подобро отколку што било пред 2 години кога ги немавме ни тие one stop shop и други олеснувања кои што беа воведени. Но се надевам дека на наредно гледање ќе имаме уште некоја добра вест. Ако се огледаме на Европската унија и ако сакаме да станеме членки, тогаш треба, предпоставам, да се дигнеме над самите себе и да го успееме тоа. Доколку може Европската унија, зошто не би можеле ние, нели? Тоа е основата. Ви благодарам за ова гостување, ќе го следиме процесот, ќе следиме се што се случува и, како што кажавте, во некој следно гостување ќе направиме еден апдейт на состојбите. Ви благодарам. Нола Исмаиловска Старова и со ова завршуваме со Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодарам на довербата и вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.